Govno ебано. Крадец еден мамец. Тука ќе доаѓам сега секој ден да ги барам одговорите. И кидеме кај Прце у сервис да го прашаме кај ти ја префрла платата од 2000 евра. И од кај направи толку куп пари. Прце. Кој е бе Прце? Се многу ме занима цурава. Прце сервис што го спомиња. Прце сервис за коли ли имаш бе брат? Абе ова Славен те направи цурава и овој на овој тој веројатно нешто муж бивши нешто ги зел без децава кај него се детево не знам шо. Те прозива Прце. Шо сервис имаш брат? Зборио Славна те направи ова. И вика кој се крие? Само пичките смрдливи се кријат. Еден беше прогласен за шпион на деценијата. Тебе ќе те прогласат за пичка смрдлива на деценијата. Смрдиш на лук. Со заби од 2000 евра. Джабе ти се заби од 2000 евра ко си ружен. Цркни, пичка ти матерна, цркни, цркни. И се си викаш, зошо бе си го зимала која смрди на лук и кој е ружен? Абе, цуро, зошо си го зимала, бе, злато моје? Ем ружен, ем смрди на лук. Па шо виде у него, бе? Ја еве да, рецимо, да сум женска и некој да ми смрди на лук и да ми е ружења, не го зимам за маш, освен ако знаете како и зашто. А дури отпосле приметува дека е ружен и дека смрди на лук. Ама тогаш не приметува дека смрди на лук и дека е ружен. Мислам пред ова све да се деси. Кажи им на сите од каде направи купари. Керка ти ли ја продаваше, кажи. Ова веројатно има, овој веројатно со кој што ова го зело, овој веројатно му бил втор брак. Сега само толкувам, снимкава е толкувам, веројатно на овој што смрди на лук, оваа му е втора жена, од првата имал керка и се пази вторава жена ја навредува керка му вика каде ја продаш керка, ти кажи од каде имаш толку пари. Не зна се кој е луѓи. Али битно, полиција кај мене може да дојде која сака, често пати доаѓале. Милицајците добро знаат каде живеам. Можете да замислите да вака толковно. Зашо полицајците често доаѓале кај неа и зашто сите знаат кај живее. Замислете. Мислам, у принцип, полицијата знае сите ние кај живееме, ама оваа посебна знае кај живее. Замислете какви драми се тоа, какви ситуации се тоа. Ама овој Прце ми остана у глави. Остајте го ова сега видео, ова цурава, све супер, топ, ќе го продолжам да го толкувам. Него Прце ми остана у глави. Who is fucking Прце? Сервис Прце. Шо му дал на тој бивши од Дијамаш, дали се у развод, не знам, шо му дал, кај му ги префрлал парите, платат од 2000 еври. Сега, како овој што работи у сервисот, или не сконтав дека работи, сваќам дека некој богат варар со куп пари што направил, се оваа го клевети дека керка му ја продал. Ја не верувам дека ја продал искрено. Мислам дека тоа се должи малце оваа ше цурава ЛБД. Ама употребува и реплика од типот кажи како ги труеше луѓето, со што ги труеше луѓето. Значи, постои можност онда и некоја јавна личност лиш, кај што се обраќал на јавноста или правел нешто против јавноста, еколошки ли проблем, дали политичар е или поима немам нешто такво, и дали индустријалец некој па еколошки, нели ја загадувал околината, па ја труел јавност. Значи тоа не знаем и тоа е мистерија. Значи ова е феноменално видео, што ја мислам дека треба да се направи дебатна емисија Видиновски Александар, обавезно видеото ќе викнеш гости кај тебе у емисија, познати психолози, психијатри, политички аналитичари с курца ко мене вака, и да го анализираме видеото, човек. Заеби ти ѓубре мубре шедаш тука. Видеова да се анализира. Ова е, ја мислам дека е ова не знам. Тип на денот. Хайлайт на денот. На месецот ќе биде, на годината ќе биде хайлайт. Ова видео.
Мрш! Мрш! Пичка ти материна! Мрш! Пичка ти материна! Гомно ебано! Инаку јас ветив дека нема да бидам грлеста, ама морав. Вака го заврши видеото. Ја кажав дека нема да бидам грлеста, ама морав. Људи, управо е овој Горан наречен стиховен калибар, која вика дека порано будалите само по дома ги знае. Евентуално комши тука некој што знае дека е будала. Ова интернетов ги направи достапни на сите. Имаме сериозен проблем. Ние сме бомбардирани од лудило. И управо се многу што викаат, еве на пример сега моментално ја видов тие некој напис за тоа беше или не знам што беше напис, мислам беше моментално еден од најголемите научници на светот, Нобеловец, молекуларен биолог, има направено таков чекор во молекуларната биологија да е тоа лудило, Нобелова награда добил. Неговата информацијата за тоа, нели, примањава на наградава на TikTok и на сите тие вкупно мрежи социјални е гледана 350.000 пати, а светот има колку? 7-8 милиарди луѓе. 350.000 пати е прегледана. На сметка на него, некој си, муџахедин, од 250 кила, што убаво онака врти со стомакот, пошто има огромен стомак и прави нешто као трбушен плес. Неговото е набудал. Неговото е гледано, не знам, преку 40 милиони прегледи на тие TikTok и YouTube. Значи, отидени сме у курат сериозно. Пази, гледаш дека оваа Урбан, па и на Керка и се обрати. Марта! А ти, Керко, треба да знаеш со каков демон живееш. Демон. Не, овој, не само што е ружен, не само што смрди на лук, него и демон. И пак те прашам, бе, цуро, зашто зема за маш човек што ти е ружен, што смрди на лук и за кого имаш сигурни информации дека е демон, избеган од ергелата на сатаната лично? Како те опседна ли тој демон? Со што те опседна? Со нешто морал да те опседне за да го земеш. Ем демон, ем смрди на лук, ем ружен. Нешто ти има опседнато со нешто. Ти влегол некако глава со некоја работа. Мислам, прво глава ти влегол, иначе некој друг да бил исто така демон ружен со смрди на лук, немало со друго ништо да ти влезе, ама прво глава ти влегол со нешто. Со што ти влегол у глава и тоа е мистерија. Ама поголемо нас со прце. Сервис. Вика, да идеме кај прце у сервис. Да каже, каде ти ги префрла платата од 2000 евра? Људи. Људи, замисли. Ова е замисли. Ова е сега сама, реци. Пример со овој дали се у фаза на развод, дали веќе се разведени, па овој детето веројатно судски го зел, па што оваа Кирка е кај него, не е кај неа. И тоа мора да има голема причина, ако Кирка не е кај неа е со таткова. Пази, тука е дискутабилно и тоа е мистерија, ама некако прце се. И се пази се, и се оваа сама фино изгледа цурава, све супер изгледа, рука на срце вака, со тоа. Али, ова... И сега замисли некој што не го гледал видео, ќе се заљуби. Ќе смува, овој, може ќе ја земе за жена. И он ќе стане демон. Многу брзо. Еве ти, незнаниче, непознат страдалецу, да знаеш, оваа, ако се заљубиш, станеш оваа жена, ако ти стане многу брзо и ти ќе станеш демон и ти ќе почнеш неограничено количински да јадеш лук. И автоматски ќе станеш ружен. Оти ако јадеш неограничено лук и си демон по природа, мора да си ружен, брат. Некако тоа ми иде едно со друго, три у едно. Знаеш?
Тие таа забите од 2000 евра, од 15.000 евра да имаш заби. Пак ќе бидеш ружен. Знаете, еден наш скопјанец, србин по потекло у аеродром, знаеш како викаше, кај мене вика у Србија, вика тамо од кај што потекне, викаат, што пичка роди и држава отхрани. Тоа е лудо. Мајко мила. Ништо, искрено од срце ти посакувам да ја видиш Марта, ќерка ти. Еве, искрен сум се, а не се заебава. Да го решите тоа со овој твојов бивши маж демон што смрди на лук и што е ружен. Мирно да го решите, ти многу е глупо. Иако веќе има причини, ќерка ти што е кај муж ти, не кај тебе, некои легално правни, ти посакувам да најдеш сила да ги исправиш и да се подобриш веројатно многу нешта као човек, као појма не. Пошто не ја знаеш ситуацијата каква, од кај кур да знаеш. Али луѓе, ве молам, значи, 3 мистерии или 2. Значи, прво, молим те, се обраќам кон целата Facebook заедница, секој на што ме гледа. Ве молам, дајте ми одговор на прашањето who the fuck is прце сервис? Фала Богу, колата не ми е расипана, него многу ме занима кој е прце. Прце. Ако убаво ја слушам у видеото, мислам дека вика прце сервис. Тоа е народ. Второ, која е цурава? Затоа што ме буни малце ова што го збори. Ја мислам дека не го глуми, дека е сериозна, нервозна и е сочна и изразите и све. Мада малце ме буни крајот, у смисла дека можно е да глуми, кога вика си ветив дека кога ќе дојам овде, веројатно дреме пред куќата, пред вратата на овој бившиот, и тука се дере нешто, веројатно бара да види ќерка, и ќерка и не искача, предпоставувам ја сега, и вика јас си ветив нема да бидам грлеста, ама морав. И вака завршува. Жими све ако добро видов во видеото. И затоа си викам да не глуми ова да не е за ебанција, некоја за виралност да постигне на ова на TikTok. Значи, who the fuck is прце, која е цура, ја знае ли некој дали глуми, тоа ме занима, дали го глуми ова или е сериозна. И третата мистерија, ова сакам да ми го одговорите, ова жените поише ќе знаат да ми го одговорат на што ме следат, што ме пратат. Како е можно жена која што добро изгледа, урбана очигледно е, тука од градов, од Скопје, значи се гледа дека е растена малце така под стаклено звоно, све тоа, по говорот се гледа како збори, како джвака мастика скопски. Како е можно, и третата мистерија, како е можно жена да изгледа како што изгледа така, да се заљуби, и веројатно била, види се, може да не е заљубен, но да земе за маж тип што е ружен, што смрди на лук и што е демон. Ова најстрашно трето. Значи ти ако земеш за маж демон, ако живееш со демон, ти самиот се демонизираш. Тој самиот овој демон те, може би за тоа вака реагира. Може би сега треба да реагира и православната црква, има екипа, не знам дали знаете, во православната црква, што прави екзорцизам. Тоа кај нас не се вика екзорцизам у нашата црква, се вика истерување на бесови. Значи има луѓе кои што се обучени за тоа и тоа се прави. Дајте ако не да видиме, ако да викнеме овој демонов, ја има гадно обседнато да го извади, да видиме бе кој е демонов, четврта мистерија. Знаете на екзорцизам кога се прави, во христијански истерување на бесови, нели го повикуваш по име, за да излезе, не знам, Белзебуб, Луцифер, Куротресов, овој, оној, и кој ќе го најдеш неговото име и покушаваш да го извадиш надвор од обседна, исто да видиме бе кој е демонов. Оти вика, ги труе, вика луѓето, да видиме како не труел, и тоа е мистерија. Отвара некои муабети чудни. Кажи како ги труеше луѓето, со што испушташе твојата фабрика, појма неам, отровни материи у природата, у реките, појма неам што. Храна си произведувал радиоактивна или си увезувал радиоактивна храна, не знам, пилиња со радиоактивни хормони од Аргентина, од Бразил.
што после денов фрижидер од толка и толка стануваат. Експандираат. Значи, многу мистерии има видео, ја тука би ги ангажирал. И медиумите, една анализа да направиме, еве Видиновски, избатали ѓубре, да имал се нешто конкретно, бе, брат. Што? Патопсихологија на мојата околина, на моите соседи, нешто таква емисија, тој тип. Да ангажираме црква, да видат што е тоа обседнатоста со демони, кои се тие демони меѓу нас, да ги лоцираме, да пробаме да ги испркаме, да ги истераме, да ги изчистиме. Сервис прце кое? Некој има проблем со кола да знае кај прце, прце мега звезда ќе го направиме се. Кој го знае прце, поздрав брат, не знам кој си јава поздрав. Не мора да кажеш платата на овој 2000 евра кај му ја оставаш таму. Сите медиуми образование, све треба да се вклучи тука, сериозна е работава. Немав нија намера да бидам грлест, ама морав.